Општина Кочани во соработка со ромски граѓански здруженија денеска го одбележа 8 април меѓународниот ден на ромите. Во пресрет на празникот на јарболите пред општинската зграда утрово беше кренато ромското знаме, а градоначалникот Љупче Папазов оствари средба со представници на ромската заедница на која беше разговарано за политиките и надлежностите во кој треба да се зајакнува поддршката на ромите, за што беше и потпишан меморандум за соработка. Попладнево во малата сала на мултикултурниот центар под мотото "Заедно можеме" се одржа културно-уметничка програма на која своја браќин имаше градоначалникот Љупче Папазов. Измина 52 години од 6 април 1971, кога во Лондон е одржан првиот светски конгрес на ромите и е донесена одлука 8 април да биде прогласен за меѓународен ден на ромите. Тогаш е формирана првата меѓународна организација на ромите, која преку Обединетите нации побарала право на ромите на свој национален и културен идентитет. Кочани е една од водечките општини во Македонија во поддршката на ромите, а најважно од се што неговите жители, независно од која националност е, имаат заедно почитување и разбирање, што е услов за функционирање на секоја мултиетничка средина. Наша задача е во рамките на можностите да ги решаваме горливите проблеми и да ги поттикнеме нашите сограѓани роми да бидат активни учесници во сите сегменти од живењето. Во делот на социјалната заштита, една од главните заложби на општина Кочани е решавањето на социјалните тешкоти со кои се соочува ромското население, заради што внесе програмски мерки за помош во лекови, автобуски билети, пакети за народничи и слично. Поголемиот дел на корисниците на овие мерки се од ромското население. Реализирајќи оваа програма во давањето на овие услуги, ние сме во постојана комуникација со вашата заедница. Ромите се вклучени и во реализација на мегацентар и во проектите од програмата Општокорисна работа. Нивната вклученост во испораката на услуги возможно да се стекнат со сертификати и да се вклучат во пазарот на трудот. Во овие проекти 40% од давателите на услугите и 20% од корисниците се од ромската националност. Во делот на образованието, општина Кочани реализира и проекти кои се целосно посветени на ромите. Таков е проектот Инклузија на децата роми во градинката, со која бесплатно се згрижуваат и едуцираат деца од претшколска возраст во градинките од 4 до 5 годишна возраст. Ова е со цел да им се помогне на социјално загрозените семејства. Оваа година општина Кочани за прв пат возможува и туторство за деца роми кои не го познаваат доволно добро македонскиот јазик. Во соработка со Ромското граѓанско здружение Ромалитико ќе биде возможно и доформување на средно образование за возрастни. Во правилникот за студентски стипендии на општина Кочани посебно се истакнати олеснителни критериуми и е направена позитивна дискриминација околу можноста да се стекнат младите лица во ромската популација со стипендии. Во делот на инфраструктурата со Ромалитико преку УСАИД престои реализација на проект за бетонирање на 2 крака од улицата Стамен Манов, а преку програмата Ромактет ќе се уредува и парк во местноста Колешки гробишта. Очекуваме апликација за реконструкција на улицата Стамен Манов во должина од околу 500 метри да биде одобрена на една од најфреквентните позиции во ромското мало, што води кон фабриката за вода и очекуваме истата да биде реализирана. Во рамките на програмата беше прикажана видеопрезентација за животот на ромите и беа доделени награди за најуспешните ученички ликовни и литературни творби по повод 8 април. Одбележувањето на празникот на ромите продолжи и попладнево со трибина за состојбите во ромската заедница.